Со свечена литургија, молитва и свеќа за здравје и берекет, православните христијани го одбележуваат големиот празник Успение на Пресвета Богородица, попознат кај народот како Голема Богородица. Овој ден се празнува на 28 август по стариот календар или 15 август по новиот. Од повеќето празници посветени на Пресвета Богородица, овој е еден од најзначајните. Традиционално храмовите низ целата држава, чија заштитничка е светицата, преполни со верници. Празникот е одбележување на денот кога мајката Божја низ смртта преминала во вечен живот. Богородица е единствена жена во историјата на човештвото што го добила епитетот Пресвета. Се смета за заштитничка на бремените жени, на децата и на семејството. Државниот врв и политичарите со честитки по повод големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и до сите верници од православна вероисповед. Дозволете ми вам лично, на сите верници од православна вероисповед, на членовите на Светиот архиерејски синод, на преподобното свештенство и монаштво, да упатам искрени честитки по повод големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица и да ви посакам во добро здравје, радост и среќа да ги поминете празничните денови, пишува Иванов во честитката. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери повика сите заедно сплотени да се стремиме кон подобра иднина, преку заемна почит и разбирање, посакувајќи им на сите православни христијани во Републикава празникот да го поминат исполнети со многу здравје, среќа и спокој. Премиерот Зоран Заев по утринската литургија во манастирот во Водоча и посетата на црквата Пресвета Богородица близу Берово со честитка до верниците. Да им честитам на сите христијани во Република Македонија големиот празник Успение на Пресвета Богородица. Ова е еден од поголемите наши христијански празници, каде што не личи да бидеме во храмовите наши, во црквите наши, со нашиот народ и да споделуваме христијански вредности. Навистина, споделувањето на христијанските вредности значи дека сме добри луѓе. Луѓе кои што сакаме да си помагаме, меѓусебно да пружиме рака и заедно да се надеваме на подобра иднина на сите нас. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски повика на денешниот голем празник заедно да се помолиме за здравје, мир, спокој, радост, благодет и успеси и спасение за секој човек, секое семејство и целата наша држава, во меѓусебна љубов и закрила на Пресвета Богородица. Александар Кирацовски, генералниот секретар на СДСМ во име на партијата, испрати порака за сплотеност, мир и заедништво, кон вистинските вредности што носат почит и напредок за сите.